Марија Димишкова е дипломирана новинар и магистар по односи со јавноста. Во 2019 година го отвара Центарот за јавно говорење, каде што имаат продефилирано или имаат поминато на обуки голем број на медиумски работници, политичари, како и луѓе кои што се занимаваат со маркетинг, но и на сите оние кои што им било потребно да го победат стравот и тремата кога имаат јавен говор и јавен настап. Зошто е добро да немаме трема, да немаме стрес, но и како убаво да се изразуваме кога имаме настап пред широка маса на луѓе. Ова утро ќе дознаеме од Марија Димишкова. Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро. 5 година поред како што функционира Центарот за јавно говорење, може ли да се навратиме во 2019-та, што беше пресудно, што те натера за да го отвориш овој центар? Најпрво благодарам за тоа што сте тука во Центар за јавно говорење. Ви благодарам што дојдовте да поразговараме на теми кои што се поврзани за јавниот настап и јавното говорење. Ако се вратам во 2019-та, што ме натера? Ме натера помислата да на оваа земја се понудат квалитетни и успешни говорници кои што фалеа, недостасуваа и кои што се уште недостасуваат, но преку оние тренинзи и обуки кои што ги извршуваме некако се надополнува таа слика. 2019 година беше една мала кариерна раскрсница во мојот живот и бев решена и одлучна тој период да отворам едно едукативно катче кое што ќе биде наменето исклучително за луѓе кои што имаат потреба за унапредување на јавниот настап и јавното говорење. Од друга страна, ако се сетам и ако се вратам во 2019 година, сакав сама на себе да си подарам за роден ден еден кариерен предизвик, така што 2019-та го отворив Центарот за јавно говорење и како што веќе споменавте во најавата, 5 години функционираме како што треба. Така, што нуди Центарот за јавно говорење, односно какви се содржини се обработуваат и на кои луѓе што им е потребно, што нудите вие? Работиме на целиот пакет јавен настап, значи се она што го сочинува јавниот настап, почнувајќи од техники за надминување на говорнички стрес пред изложување пред камера или пред публика. Работиме на тренинзи за да научиме како да се напише една содржина која што се зборува пред публика. Работиме на гласот, на дикција, работиме на правилен изговор. Работиме на моментот околу говорот на тело, околу начинот на кој што се представуваме пред јавноста, градење на тој говорнички имидж. Повторно ќе кажам, еден цел пакет кој што го сочинува јавниот настап или јавното појавување. Ако треба да кажам за кого е наменето, ќе кажам дека најнапред е наменето за лица кои што сакаат да се занимаваат со јавна професија, односно да настапуваат пред публика или да настапуваат пред камера. И во принцип тоа се луѓе кои што или се соочуваат со некаков говорнички стрес пред тоа јавно појавување, или се луѓе кои што сакаат да го унапредат своето јавно појавување и своите презентацијски вештини. Како што споменавте во најавата, тука се луѓе кои што се занимаваат со продажба, луѓе кои што работат во маркетинг секторот, имаме луѓе на менаџерски позиции, имаме студенти, имаме средношколци кои што уште од сега се подготвуваат за сите оние деловни предизвици кои што можеби ќе им следуваат во кариерата. Тука се луѓе кои што буквално секојдневно се изложени на некаква јавна презентација и јавно појавување кој што им е од исклучително значење. Не можам да предодредам да кажам кој најмногу доаѓа, меѓутоа исклучително се луѓе кои што првенствено сакаат да работат на себе, а второ и сакаат да ги унапредат своите комуникацијски вештини. Така, Марија, од оно што вие секојдневно го следите и по медиумите и во јавноста, што според вас најмногу им недостасува на говорниците, односно кои се оние, не знам, грешки кои што често пати се прават? Зборуваме општо или зборуваме... Па генерално е слаба самодовербата кај луѓето и тоа е најчестиот причинител зошто луѓето ми се обраќаат за помош. Многу малку е развиена таа говорничка самодоверба која што многу често е поврзана со некоја, да речеме, комуникацијска ситуација или говорничка сцена која што датира од средношколските, студентските денови, кога се оние први почетни јавни појавувања, да кажеме, пред класот или пред
во големите амфитеатри на факултетите, каде што за прв пат сме имале некакви јавни, да кажеме, така појавувања. Самодовербата е клучна, затоа и се пријавуваат за тренинзите, но она што може да се забележи е дека ние како нација всушност сме доста перфекционисти по природа. И јас секогаш кога ќе ми се обратат им велам, ако се работи за почетници во оваа област јавно појавување, да ги смалиме малку, барем на почетокот, нормите и критериумите, нели, и очекувањата за самите јавни појавувања, затоа што кон таа совршеност кон која што тежниме само се усложнува процесот и само повеќе се развиваат оние стресови кои што секојдневно ги чувствуваме. Ако треба да дадам оценка во однос на она што се гледа денеска на јавната сцена или на медиумите, телевизиите, како и да се изразам, јас морам да признам дека она нова генерација на млади луѓе кои што се појавуваат многу малку се запознаени со кодексот на однесување пред камера, на начинот на изразување, на начинот на поставување на телото додека говорите, на кодексот на облекување кој што се практикува пред да се седне пред камера или да се обрати пред некој аудиториум. Многу малку внимание се обрнува особено на македонскиот јазик. Тоа ми е и мене слаба точка некако секогаш кога ми се обраќате на ваков тип на разговори, секогаш сакам да го ставам акцентот токму на овој момент. Многу често се греши македонскиот јазик во јавните појавувања, погрешно акцентирање, недоволно познавање на јазикот и така натаму, така што и ќе искористам оваа прилика малку повеќе да се стави фокусот токму на овој дел почитување и негување на македонскиот јазик секогаш кога се појавуваме пред јавност. Што сметате еве дека е причината поради тоа што честопати гледаме и ги слушаме грешките, особено кога станува збор за македонскиот јазик во јавноста? Па има две страни во приказната. Првата страна е недоволното познавање на македонскиот јазик и тоа е она круцијална грешка која што се прави, а вториот сегмент од приказната е невнимателност. Јас во една прилика кажав, медиумот, аудиториумот ќе ви прости ако направите грешка од невнимание. Меѓутоа, многу се посложени грешките кои што ги правиме од непознавање на самиот јазик. Сведоци сме на медиумски содржини кои што пласираат ликови и познати личности кои што недоволно го познаваат македонскиот јазик и прават сериозни грешки кои што еве сега сме сведоци на едно рефлектирање кај младата популација кој што присвојува сленгови во своето комуницирање и верувале или не, барем од онаа група на средношколци со кои што работам ми се обраќаат, многу повеќе го знаат англискиот јазик и многу повеќе знаат да се изразат на англиски јазик отколку на мајчиниот македонски јазик и тука се создава еден навистина голем проблем во процесот на комуницирање, особено кај младите луѓе. Да, но тука секако нели станува збор за основата, она кое што се стекнува нели во основно, па подоцна и во средно образование. Кои се вештини може да се добијат во текот на обуката за јавно говорење? Целта е унапредување на презентацијските техники и вештини, односно некако трендот веќе не само во западноевропските земји, туку и кај нас наложува да кога аплицирате за одредено работно место или одредена работна позиција, веќе во оние приоритети и критериуми се бараат унапредување, односно унапредени комуникацијски вештини. Значи првенствено она што се добива преку тренинзите е токму тоа, да се научиме да комуницираме со луѓето, да се научиме како треба да изгледаме во процесот на комуникација, што треба да кажеме, како ќе го кажеме тоа што сме го подготвиле. Не е само да се напише содржина која што се пласира во јавноста, треба да се умее истата да се пренесе на соодветен начин. Пораката е секогаш многу важна, да не се одат во крајности на опширни објаснувања и детални прикажувања на аргументации преку нашите јавни појавувања, затоа што и самата корона, повторно некако се наметнува како тема, покажа доста истражувања и студии излегува дека по короната всушност концентрацијата кај луѓето многу опадна, нели со самиот тој процес на комуницирање виртуелно и се уште е така што учиме како да разграничиме што е она што е примарно во комуникацијата, не со широка аргументација да се обраќаме.
Учиме техники кои што се најпопуларни за намалување на стресот, вознемиреност и напнатоста се никако пријателки едни до други кога треба да се појавиме пред камера или пред публика. Имаме многу говорни вежби, односно модулации и техники како да го играме гласот во процесот на комуницирање, каде треба да намалиме брзина, каде треба да зголемиме и се останато. И она што барем за мене, а гледам и за клиентите кои што ми се обраќаат, е една од најинтересните ставки во целиот тој процес е говорот на тело. Односно се она што ние го правиме во процесот на комуницирање и не издава како се чувствуваме во дадениот момент. Како реагирате, односно кои се вашите реакции, па и реакциите на клиентите или на оние кои што доаѓаат во Центарот за јавно говорење после одредено време посетување на обуката, кога вие ги гледате нели разликите, каков бил говорникот на почетокот, а каков е после завршување на обуката или после одредено време нели од посетување на обука? Па и за мене лично и за нив тоа е најголемиот успех и најубавиот дел од целиот процес на работа. Постојат клиенти, ова е исклучително индивидуална работа. Постојат клиенти со кои што работам по месец и половина, постојат луѓе со кои што се среќаваме и работиме понекогаш и по 6 месеци во зависност од нивните нели потреби. Но она што е интересно е дека секогаш се враќаат. Се враќаат или со коментар, или со фотографија од некој јавен настап, или со препорака на некој друг пријател, колега или кој да е. И веројатно тоа е една од најубавите делови од оваа приказна, кога ќе го забележите веќе успехот кај луѓето со кои што сте работеле одреден период. Оно што е многу важно и што јас постојано го повторувам е дека ние ја поминуваме таа фаза на тренинзи тука, но многу е важно да се задржи тој континуитет на вежбање кога ќе излезат од овие простори. Многу често знаат да се обратат клиенти кои што треба да настапат на некоја конференција или да зборуваат на можеби годишнина од некој бизнис или како и да е, како повод, и интензивно се подготвуваат за истиот, меѓутоа откако ќе помине нели самиот настап, забораваат на сето она што ги држало и целиот тој адреналин кој што ги носел во тој даден момент. Така што она што исто така важно да се спомене е дека вежбањето не запира кога завршуваме со тренинзите тука во Центар за јавно говорење, туку е нешто што се негови понатаму за да остане знаењето и практиката. И за крај, накратко, кои се на вашите совети до сите оние кои што имаат голема трема и си велат јас никогаш нема да излезам пред широк аудиториум, пред голема маса на луѓе, пред публика да зборувам или никогаш нема да дадам изјава за медиум и да се појавам на некој од медиумите и да кажам нешто? Никогаш не вели никогаш, тоа е мојот совет, затоа што јас кога започнав во Центарот за јавно говорење, морам да признам дека велев никогаш јас нема да се појавам од другата страна на камерата. Велев јас ќе бидам таа во позадина која што ќе ги подготвува. Меѓутоа сплет на околности мене ми се понуди една шанса. Бев 2 години дел од една телевизиска емисија во која што имам само позитивни искуства и од работата со тимот и од целиот тој ангажман. Така што затоа и го кажав никогаш не вели никогаш. Кога се појавуваме, односно кога треба да се појавиме пред публика, пред камера, каков и да е аудиториумот, најчесто тремата е производ на само една мисла. Или дека не сме доволно добри, или дека не сме доволно подготвени, или дека ќе се разочараме себе си, она што најчесто се споменува ќе ги разочараме очекувањата на другите. Значи, првиот совет е да се ослободиме од помислата и мислата како ќе реагираат другите на нас. Она што мене на почетокот ме загрижуваше, а сега веќе се обидувам да го побијам како момент е дека луѓето кои што ми се обраќаат за помош како прв момент и круцијален го истакнуваат што ќе речат другите за мене, како ќе ме доживеат другите. И од тука тргнува целата приказна, кога ќе можеби ќе се смират интензитетот на мисли и динамиката на мисли во глава пред почетокот на јавниот настап, од тоа дека не сте доволно добри, дека ќе ви смеваат луѓето, дека ќе погрешите, дека ќе се здыткате, дека ќе се сплеткате, тоа се оние најосновни мисли со кои што сите се соочуваат. Кога ќе научите како да ги минимизирате тие мисли, односно да не дозволите една мисла на друга да се лепи во процесот на
размислување пред тој јавен настап. Тоа е еден сегмент. Вториот сегмент е да разберете дека секое јавно појавување вас ви гради едно говорничко искуство. Колку ви е побогато тоа говорничко искуство, толку се намалува тремата и напнатоста која што ја чувствуваме пред одреден јавен настап. Со самото изложување, изборување пред публика, вие сте веќе на чекор да добиете многу бенефити во вашето живење. Личен успех, кариерен успех, деловен успех, градење на една малку поголема и поширока бизнис мрежа, затоа што комуникацијата со луѓе во деловниот свет го наложува токму тоа, градење на една широка бизнис коалиција, да кажам. Создавање на поголема самодоверба, лична самодоверба, особено затоа што многу често, нели, ќе се вратам на овој момент што ќе кажат другите, го занемаруваме тоа како се чувствуваме и што сакаме ние да изнесеме од самите себе. Како круна на сето тоа е само да ги охрабрам и да им кажам дека ништо не е страшно толку колку што изгледа страшно во нивната глава. Да, широка тема, имаме навистина многу простора за што да се зборува во иднина секако на оваа тема. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и еве што не примивте во вашиот центар за јавно говорење и верувам дека на публиката им стана малку појасно, нели, што треба да се направи кога се излегува пред поширок аудиториум и секако сите оние вештини кои што се стекнуваат практично во центарот за јавно говорење. Ви благодарам за поканата. Многу ми е мило што бевте мои гости денес, како може така да се каже. Поздрав до сите гледачи и се надевам дека се гледаме во наредна прилика.